Ова година глобалната криза со коронавирусот предизвика многу промени во сите сфери на општественото живење. Македонските институции пандемијата ја дочекаа неподготвени за новиот начин на функционирање, но најголем удар доживеа здравствениот систем кој набрзо се созема и ја започна битката со опасниот вирус. 10 месеци по првиот откриен случај, билансот се илјадници заболени и починати и преморен медицински персонал. Здравствените власти за неконтролираното ширење на вирусот вината ја насочија кон граѓаните кои не ги почитуваа мерките за заштита. Ќе ме прашате што тоа се случи во држава во последниот месец дена? Ни се случи народот. Ни се случи непослушниот народ. Не беше непослушниот народ претходно. Непослушниот народ кога имаше полициски час, кога имаше некаква рестрикција во движење, истиот народ почитуваше. Народот се олабави многу брзо, летниот период никој ништо не ни може, сонце е надвор, убаво и дајте да го живееме животот. Јас стално велам на сите луѓе. И утре ќе се живее, и утре кога ќе заврши епидемијата ќе се живее. Меѓутоа, ова непочитување мора да заврши. Но трошоците од корона кризата ги исцрпија граѓаните. Коронавирусот, освен по здравјето, удри и по джепот на граѓаните. Скапите лекови и витамини не може секој да ги купи. Не може. Што пензија од 12-15 илјади, не може тоа. Тие со помали примања стварно им е многу тешко да ги снабдат сите витамини. Најнеопходните можеби ќе ги купат. Не, пензионери не можат секако. Нема средства. Витамините се скапи, лековите не знам какви се, меѓутоа една превентива мора да се направи, секој колку може, не? Тешко да има паре, треба пара па да купи. Кај ќе купи? Пензија мала, што ќе купи? Некој може само домашно да се лечи, иначе не може природно. Па закако си набрал од шипки, чај, од круши. Корона кризата силно ја погоди кревката македонска економија, а јавниот долг за само 6 месеци порасна за 1 милијарда евра. Државата потона во длабока рецесија. Иако вториот бран беше погубен, државата не воведе нови рестриктивни мерки како земјите на Европската Унија, очигледно да не настрада економијата дополнително. И токму критиките на експертите беа насочени кон ваквата политика на владата. Македонската влада го одбрани знаењето и одбрани да застане на страна на ненауката, затоа што науката многу јасно кажа, и тоа не го кажувам само ја, го зборуваат сите релевантни институции од оваа област. Еве земете на пример, земете го и ММФ, кој што не е воопшто никаква левичарска организација, туку напротив може да се каже дека е заштитник на глобалниот капитал и на моменталниот капитализам. ММФ во нивниот најнов извештај од октомври кажува дека земјите мора да воведат соодветни рестрикции, затоа што ако не го направат тоа, ќе направат штета на економијата. Јавниот сектор се покажа неподготвен, нефункционален и неспособен да функционира дигитализирано на далечина. Кризата со коронавирусот ја исфрли на површина реалноста дека македонските институции не можат да функционираат надвор од канцелариите. Тоа резултира со многу гужви пред шалтерите и револт кај граѓаните. Требаше чекор напред да се отиде од тогаш, откако тие ќе почнат помеѓу себе да комуницираат електронски, веќе да почнат да комуницираат електронски со странките кога тие тоа го сакаат. Односно, ние како граѓани да не мора да одиме на шалтер и да чекаме по шалтерите, туку да ги добиваме тие услуги, разни уверенија, потврди, дозволи и така натаму, најразлични видови на решенија, да ги добиваме електронски. Сега короната не фати неподготвени. Ние реално имаме проблем со физичкото доаѓање на администрацијата на работа, тоа може да се озаде уште поголем проблем отколку седењето нивно дома, а од друга страна седењето дома не значи за жал и нивно работење. Во сите органи, во сите институции ротираат административците, преку еден ден ги велат со прескок, преку една недела и така натаму. Меѓутоа, функционалност или ефикасноста на таквото работење е минимална и не ги задоволува критериумите на граѓаните на оваа држава. Гледавме и слушавме како функционираат развиените земји и се прашувавме кога Македонија ќе влезе во 21. век. Годината што измина ја следа многу турбуленции, многу промени во сите сфери на општеството. Животниот тек ни го смени пандемијата со коронавирусот и не научи како да функционираме со овој глобален проблем.
Промените одеа тешко, но образованието мораше да одговори на новиот предизвик – дигитализација, односно онлайн настава во училиштата. Во најголем дел од државата имаме непречена комуникација помеѓу наставник и ученик во онлайн учењето. Секако дека постојат предизвици во делот на обезбедување на техничка опрема за сите ученици во државата и интернет пристап кај дел од наставниците. Тоа се надминува тековно, но секако дека нема 100% да се обезбедат ниту компјутери, ниту пристап до интернет, посебно за сите ученици. Затоа што во нашата држава повеќе од 40.000 деца е проценетот дека нема да може да имаат пристап до IT опрема. Но предлогот на владеачката партија за онлайн седници донесе несогласувања и отпор меѓу пратениците, што според експертите може да доведе до блокада на собранието. Собранието, ако не најде начин да работи онлайн, нема да работи. Вие имате блокада на целиот систем. Блокада на собранието автоматски значи блокада и на владата. Веќе владата е изгласана во собранието и е екстензија на законодавниот дом во извршна власт. Ако ви имате блокирано собрание, имате блокирано целата законодавна власт и за потребите на извршната. Во ситуација на ковид, тоа би било еднакво на политичко самоубиство. Културата претрпе голема штета од корона кризата. Замреа културните активности или беа сведени на минимум, но министерката Ирена Стефовска одбива да ја прогласи културата за мртва. Не можам да предвидам, го сакам најдоброто, сакам да пикот на оваа есенска овој дел од епидемијата што побрзо да се случи, за да можеме колку толку да продолжиме. Кои се решенијата? Исто како и во целиот свет. Значи, со онлайн работа, со онлайн платформи, ајде да се подсетиме дека пролета и Министерството за култура ги потикна институциите да се префрлат на онлайн работа и видовме дека има голем интерес меѓу граѓаните. Во едно такво време се појавија теории на заговор, лажни вести кои прават огромна штета и се мамка за граѓаните. За жал, податоците беа поразителни. Значи, според однашна и наша статистика интерна во работата на Комисијата за жалби, речиси 80% заедно сите жалби што ги добиваме се однесуваат на непроверени и неточни информации и на сензационалистичко известување. А речиси повеќе од половина од вкупниот број на жалби се однесуваат токму на текстови поврзани со корона кризата. Во меѓувреме дојде и загадувањето на воздухот, кое дополнително го влошува здравјето на граѓаните и го зголеми бројот на вирусните инфекции. Маските очигледно уште долго ќе бидат наше секојдневие. Па маските не само што штитат од SARS-CoV-2 вирусот, штитат од вирусите што предизвикуваат настинка, штитат од грипот. Еве ние се уште немаме ни еден случај регистриран на грип. Понатаму ќе штитат секако и од PM10 честичките, што значи носењето на маски ќе штитат од сите овие надворешни фактори и од вирусни инфекции. Се разбира и од бактериски инфекции. Сега очите се вперени во вакцините против ковид, за кои се уште нема кампања и граѓаните не знаат детали за нивната безбедност. Генерално гледано, во оваа пандемија, по мене државата и сите држави во суштина треба да воведат некакви едукативни акции во насока да обучуваат што се добива со вакцината, што е ризикот од вакцината и што може да се очекува генерално. Искуството во овие 10 месеци покажа како треба да се движи општеството и без тешки времења на пандемија, да се модернизира, да се стави акцент на современите текови, дигитализација, иновација, но и солидарност, емпатија, за да добиеме подобар, поголем свет. Не знаеме што ќе донесе годината што е пред нас, но светот веќе никогаш нема да биде ист поради пандемијата со коронавирусот. Новата реалност е пред нас со сите промени и нови вредности. Како ќе се вклопиме, од нас зависи. Клузова со ковид пандемијата се промени целосно. Светот, Македонија, општествата генерално.
Сега говориме за оваа година. Кое беше најкатарзично, најдраматично кога говориме за промените? Тие промени беа шок, што според мене уште кога се случи, значеше некакво менување на парадигмата. Значи, глобалниот капитализам, како што го знаеме, односот на капиталот, на индустријата, на производството и државите, онака како што ги знаеме од глобалниот неолиберален капитализам од, ајде да речеме, пост 80 од 90 наваму, беше јасно дека нормално ни едното ни другото нема да исчезне, нити капитализмот, ниту неговата глобална димензија, но дека нешто суштински се изменува. Но најбогатите се збогатија уште повеќе. Да, но еден тип индустрии, други индустрии се технолошките во се рецесија. разбира. Да. Значи оние тие се кои во што беа, тие кои што функционираат исклучиво на принцип на дигитална платформа. Купи индустрии, услужни индустрии, други индустрии се во рецесија, одумирање, банкрот, мируваат и така натаму. Интересно е, значи се воздигнаа неколку олигархи на тек индустријата, но тоа не би било знак дека односот на капиталот и државата е тој што бил. Значи тие се, да речеме, војните профитери во целата криза, но не би рекла дека тоа е парадигма за сите индустрии, сите облици на капитал и нели капиталистичко производство. Така што тоа што го видовме е дека е можно да запрат нештата, тоа што беше незамисливо, машината во еден миг да прекине, еден вид на degrowth практично да се побара во име на пандемијата од страна на државите. Значи, она илузија дека капиталот е некој вид на стихина, автономна сила која што сама си владее, па ни државите не може да ја контролираат. Мит кој што Дейвид Харви го побива постојано и се труди постојано да објасни дека државите на неолибералниот капитализам и капиталот се комплицитни, дека се две страни на истата паричка, дека заблуда, дека е државата слаба па не може ништо. Харви постојано објаснува дека државата е enabler, ама на таа форма беше, на таа форма на глобален капитализам, но некако тие поенти никако не стига во рецепцијата негова. Како и да е, сега го видовме тоа посведочено, дека значи државите може да кажат стоп. И тоа на глобално ниво да се случи тој консензус. Тоа беше поместување на парадигмата, и што се однесува до индивидуализмот кој се разбира почиваат демократиите врз него, сега видовме дека грижата за колективното е многу поважна, што се однесува до здравието. Се изгуби идентитетот од друга страна, ние веќе не се препознаваме, со тоа и не комуницираме, сме алиенирани, отфрлени, осамени, изгубени. Така ли ќе изгледа 2021 и понатаму? Ова е многу интересна констатација, затоа што донесува на виделина еден парадокс. Од една страна, наводно, и тоа е дискурсот на солидарност околу ковид, на општествената солидарност, која се очекува од сите нас, а инаку интересно заговарачи на таа општествена солидарност и одговорност се државите, представниците на екзекутивната гранка на секоја од државите. Сега, сите ние во име на некаков морал ја прифативме таа вредност на социализација, на солидаризација, значи некој вид на научивме да градиме некој вид на колективен идентитет. Но од друга страна, парадоксално, поради оваа социјална дистанца, и сега да внимаваме, не е физичка, зошто не е физичка, туку социјална, се случува се подлабока атомизација на поединецот. Па и обезличување символизирано, нели, во маскиве. Така што, како тоа сплотување социјално ќе се случи, а очигледно се случува по пат на дистанцирање и се подлабоко атомизирање, треба да се прашаме, и прашање
колку е ова парадокс, колку е нешто привид, колку е во сето тоа. Значи, нешто веројатно се губи, не можеме и двете нешто да ги добиеме. Или не можете да имате сплотеност, колективна себност, а од друга страна се подлабока атомизација на човекот. Значи, ако е комплетно затворен во својата келија, тој е солидарен со абстракција. Тој колективитет не е нешто што може да го допре. Но, ја мислам дека целиот тој слоганизам беше неопходен за мобилизација околу пандемијата, си имаше своја намена и си имавме полза од тоа некаква, но од тоа да се изведе идеологија, трајна идеологија, мислам дека невозможно, баш заради овие парадокси што ги констатиравме. Оваа година со преседанот ќе предизвика некакво изместување, според мене, но во тоа изместување повторно се отвора процес на општествено преговарање околу статусот на демократијата, степенот на демократијата, еве, например, дигитализацијата која што се прифаќа како нова норма, новата нормалност. За жал морам да кажам дека ќе биде новата нормалност, затоа што барем во образование ќе биде доминантната форма од сега па натамо, не само Значи, прашањето е кои промени ќе бидат предизвикани од она што го добивме оваа година. На подобро и се разбира полошо. Видовме дека природата, додека светот замре, замолче, природата се расцвета. На некој начин се обнови, да. се обнови. Да, не случајно многу екологисти вегани беа задоволни со пандемијата и малата пауза во капиталистичката експлоатација на природата. Се предпоставува дека ќе продолжи да живее, но што ќе му се случи? Значи, нема, како што реков, ќе има нешто што ќе го наследиме од оваа година, но нема да биде во апсолутна и ваква смисла како што изгледаше. Например, ЕУ сега најави план за, така се вика, за закрепнување и отпорност. Recovery and Resilience, кој е директно врзан со нешто што го викаат тие двојна транзиција. Двојната транзиција или транзиција близначка, twin transition. Двојната транзиција и онака ЕУ ја планирал, но прогласува дека е акцелерирана благодарение на пандемијата. Таа се состои во се подлабока дигитализација, пред се на образовниот процес, но и на производствениот процес. Значи, IT индустријата, IT иновација како главен тип на економија. Значи, не само IT во економијата, туку IT иновација како производ економски за пласман и други форми на иновација како главна форма на или тип на производство што Европа сака да го пласира на глобален план. Јас благодарам за раскажот. Како гледате на промените кои се случија во светот, генерално, во светски рамки и во Канада, онаму каде што живеете? Значи, како се потресува, како се променија општествата? Ви благодарам на прашањето. COVID навистина остави историски белег на целиот свет во оваа 2020 година. А пред само една година скоро никој немаше поим што може да направи една глобална пандемија. Според тоа што го знаеме сега, според последните податоци, што најверојатно ја потценуваат глобалната состојба, и тоа за повеќе пати, повеќе од 82 милиони луѓе во светот биле инфицирани и скоро 1,8 милиони починале од болеста. Ваква пандемија на инфективна болест светот не помни во последните 100 години. Од времето на така наречениот шпански грип или инфлуенца од 1918 до 20 година. Се проценува дека тогаш околу 1/3 од целата светска популација или околу 500 милиони луѓе заболеле и околу 50 до 100 милиони луѓе починале од таа болест.
ме прашавте конкретно за Канада во однос на здравствените бројки или споредбени бројки помеѓу Канада и Македонија, тие се околу 3 пати подобри, односно пониски во Канада во однос на Македонија, но тоа не значи дека ситуацијата е добра. Несомнено е дека COVID-19 го промени светот и ги промени нашите животи во негативна смисла и тоа на повеќе начин. Пред се нужноста од физичка дистанца и ограничувањето на движењето на луѓето заради COVID создадоа еден нов начин на однесување на луѓето и функционирање на општествата. COVID предизвика глобални, општествени, економски, политички шокови и последици, но и тензии, ги оптерети исто и до точка на издржливост здравствените системи, како во развиените, така и во другите земји. COVID исто донесе една досега недоживеана, непочувствувана, една општа економска несигурност, еден глобален ментален стрес и страв кај луѓето. Ова кај многумина ја зацврсти хроничната недоверба во официјалните извори на информации, во властите. Луѓето бараа лесен одговор и објаснување на прашањето зошто се случи тоа што се случи и кој е кривецот за тоа што секогаш мора да постои некој кривец. За жал, една од најнегативните последици во овој процес е, според мене, појавата на, така да ги наречам, црните дупки на невистини и полувистини, на незнаење, на некакви теории под наводници, што всушност не се теорија, се диви шпекулации од проблематични и дискредитирани извори, како еден вид на намерно бегство од суровата реалност со која што се соочија луѓето. За жал, овие црни дупки на незнаењето, што се ширија и се уште се шират молскавично, со помош на социјалните мрежи, ја проголтуваат на некој начин секоја можност за некаков рационален разговор и диалог со верниците во вакви имагинарни заговори, а тие уште и се представуваат како бранители на социјалните слободи. По мене ваквиот арогантен култ на незнаењето, каде што незнаењето се изедначува со фактите, со научните вистини, со критичката и аналитичка мисла, сега се прогласува како една нова просветленост и увид во делувањето на некои мрачни сили што сакаат да го починат светот. Друг, според мене, глобален тренд во 2020 година, но и во последниве години, е нарушувањето на нивото на демократија во многу земји во светот. Се јавија авторитарни режими, се јавија лидерски фигури што се служат со популистички методи, а многу често се поддржани од приврзаниците на споменатиот култ на незнаење. За жал, овие два тренда, од една страна култот на незнаење, од друга страна нарушувањето на демократијата и порастот на овие авторитарни режими, во спрега се многу загрижувачки глобално, зашто имаат потенцијал да ги променат на полошо и демократските општества и светот во кој што живееме. Сето ова, всушност, во минатава година ја соголи кревкоста, но и поврзаноста на светот во кој живееме. Како на светот глобално, така и на Канада и на Македонија. Но, од друга страна, не е се така црно, во позитивна смисла сите заедно учевме и научивме како да се справуваме со пандемијата полека и глобално, учејќи од искуствата, но и од собствените и од туѓите грешки. Добро, како ја гледате 2021? Како е можно ние да станеме подобри луѓе, светот да стане подобар, да станеме поемпатични, солидарни, класните општества да не бидат така сурови, супресирани, да не бидат луѓето кои се во пониските класи, обесправени да не бидат? Тешко е да се даваат предвидувања. Ми се чини дека Марк Твен има кажано дека е всушност тешко да се даваат предвидувања, особено за иднината. А 2021 година е многу блиска иднина, што наскоро ќе биде сегашност. Ако 2019 година глобално беше година на COVID, јас бев и останувам оптимист и ќе кажам дека очекувам дека 2021 година ќе биде година на вакцините против COVID, како и на изнаоѓањето други ефикасни лекови и третмани,
како и на методи за брзо тестирање. Кога разговаравме во април оваа година, ви реков дека очекувам во следната година до 2 да имаме вакцина за COVID и тоа сега стана реалност. Навистина, ваквиот развој на настаните во услови на една глобална несигурност, неизвестност, создава од друга страна доверба во способноста на современата наука и медицина да одговорат на вакви предизвици за многу кус период. Јас се надевам дека до крајот на 2021 година голем дел од населението во светот ќе се вакцинира и дека сегашните резерви, што јасно постојат кај голем број луѓе насекаде во врска со вакцините ќе се намалат. Очекувам исто така дека меѓународната соработка да се обезбеди широка и рамномерна или порамномерна дистрибуција на вакцините ќе доведат пандемијата под контрола и ќе создадат услови на еден глобален или за еден глобален ресет. Јас се надевам дека во светот во втората половина на 2021 или барем кон крајот светот ќе почне повторно да наликува на оној што го знаеме пред COVID во позитивна смисла. Меѓутоа, оваа година донесе и многу промени кои што ќе останат или што ќе се развијат понатаму во општествата. Например, виртуелната комуникација, работењето од дома, купувањето онлайн. Сите тие процеси ќе го забрзаат дигитализирањето на општествата, на економиите, на многу индустрии, на образованието. И овие процеси ќе олеснат и глобалната комуникација и ќе поттигнат на тамошна еволуција и вклопување на овие дигитални технологии во современите општества. Најпосле се надевам дека почетокот на новава декада ќе навести и похрабри чекори во справувањето со некои глобални општи проблеми што ги подзаборавивме оваа година, како што е глобалното затоплување, како што се изнаоѓањето на извори на алтернативна зелена енергија. Од гледна точка на еден оптимист, како јас, ваквите промени ќе предизвикаат глобален стимулус и ќе овозможат прогрес за идните генерации, за светот да стане едно подобро и попристојно место за живење. Добро, јас ви благодарам, господине Трпков, и чувајте се. Ви благодарам и вам се најдобро.